Почитувани колеги од пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата, почитувани колишки колеги, оние малку кои што сте денес присутни во овие доцни часови, подпредседател, имено навистина Македонија со право е нотирана дека е демократија со недоследности, со големи недостатоци, од причина што вице-премиер задолжен за европски прашања се дрзнува на национална телевизија да изнесува такви невистини какво што ги изнесе денеска. Замислете, господинот Маричич вели дека опозицијата е таа која што го блокира собранието и не дозволува реформи. Господина Маричич, верувам дека вашите неколку колеги кои што се денеска присутни ќе ви принесат дека токму благодарение на ВМРО ДПМН се уште во овие доцни часови работи собранието, единствена блокада на собранието доаѓа исклучиво и само од владата и од парламентарното, ако можеме да кажеме, малцинство, односно мнозинство. Единствена блокада на напредокот и развојот во Република Македонија се случува само и благодарение на овие колеги пратеници овдека и таа влада која што скоро никогаш не е присутна во оваа собрание. И јас ве повикувам, господина Маричич, никогаш да се појавите овдека во собрание и да се одважите да одговорите на прашањата кои што ги поставуваме. Да се осврнам на она што го говореше претходниот говорник, дека оваа влада со сигурност, како и досега, ќе продолжи да ја блокира и работата на собранието, за да не испорача реформи, бидејќи во истата за жал не постојат компетенции, во истата за жал не постои волја за напредок и развој на Република Македонија, не само тука внатре на домашен план, туку и надвор. И да го потсетам поранишниот министер за правда, кој што повторно се дрзнува да изнесува лаги и невистини, дека прилично молчеше кога амбасадорот Гирт при презентацијата на приоритетите на шведското председателство од собраниската, односно од комисиската говорница, кажа следнава: разочарувачки беа случаите во месец декември во обвинителството и судството. Маричич тогаш молчеше, не кажа ништо заради тоа што уште еднаш се потврди дека реформи во правосудството и судството нема волја да се спроведе исклучиво и само од страна на владата и токму тој вице-премиер кој што повеќе милува да говори за опозицијата, а не за она што ја има функцијата во оваа влада. Европа значи реформи, значи вредности, значи говорење на вистина и борба против лажните вести, за кој што ќе говорам многу повеќе во мојот говор, а кој што оваа влада и ова парламентарно мнозинство ги нема.